Министре, ви благодарам што одвоивте време за гостувањето во нашата телевизија. Благодарам на поканата. Денеска сте во посета на Куманово, ќе имате и трибина. Што ќе постучите пред кумановци, зошто на 30 септември треба да излезат и да речат да за референдумот? Имаме многу едноставен избор, напред кон европска иднина, членство во НАТО, што значи безбедна стабилност и порака дека Македонија е тука да остане во овие граници. Почеток на преговори со ЕУ, повеќе помош во реформи, но и повеќе пари. Например, Куманово е веќе добар пријател со Европската Унија во делот на канализацијската мрежа. ЕУ има околу 7 милиони евра инвестирано баш во градот. Делницата Куманово Миладиновци околу 5 милиони евра, исто така се европски пари. Кумановци бараат работа и далеку. Тоа го знаеме сите во Македонија. Во Романија невработеноста падна од 2007 кога влегоа, 9 години подоцна денес, од 15-14% на 4%. Во Бугарија невработеноста слично од 16 на 5%. Платите им се дуплирани. Значи, ние добиваме иднина, ја зацврстуваме државата, добиваме услови за посреќен живот во нашата татковина, да не мора да бараме надвор среќа, и сето тоа го правиме со зачуван идентитет. Кој сме, македонски јазик, македонски народ и така натаму и така натаму. Компромисот за Грција беше да има дистинкција меѓу нашата и нивната Македонија, и тоа е географската одредница Северна, меѓутоа Северна се однесува, тоа е придавка кон името Македонија. Истовремено градиме пријателство со соседи. 2017 година наши граѓани 1.700.000 пати ја преминале границата македонско-грчка. Значи, комуникацијата е веќе масовна, пред се знаеме, заради туризам и годишни одмори. И тој потенцијал уште повеќе ќе се отвори во смисла на во други области, соработка, повеќе трговија, повеќе инвестиции, блискост во енергетика, прекогранична соработка, ќе живнат неколку региони, како што е регионот Преспа, каде што планираме и нов граничен премин. Таа ни е или напред затворање на овие предизвици, или назад во ровот, во изолацијата, со големи прашалници и неизвестност дали кога ќе дојде таа следна шанса. Во јавноста изминатиот период можеше да се слушнат различни шпекулации и дилеми. Доколку се направи една паралела, што добива, а што губи Македонија со договорот, односно која е штетата или цената која што треба да ја платиме за да влеземе во двете меѓународни организации? Ние чекаме многу долго во чекалната. Договорот е клучот што треба да ја отвори вратата за да излеземе. Ние повеќе правиме од Грција, меѓутоа и повеќе добиваме. Влогот за нас е поголем. На некој начин го одговорив ова прашање. Добиваме влез во НАТО релативно брзо. Година и нешто ќе трае целиот процес. Почеток на пристапни преговори се ЕУ идната година. Кога ќе влеземе ќе зависи од нас. Колку ќе бидеме вредни таа шанса да ја искористиме. Процесот е сега посложен, бидејќи чекајќи многу возови испуштивме и овој секој следен е со помалку вагони и се поретко доаѓаат. И мораме да го фатиме, иако е воопшто се движи. Направивме компромис бидејќи го допираме уставот, ама без тоа немаше да има договор. Грција истовремено се обврза да ни помага. Нема да има блокадата и да гради пријателство со нас за утре да бидеме сојузници. Се заедно, јас сум во овој процес многу години од 2003 година, 15. Мислам дека во дадените околности и ние извлековме максимум, ова беше многу тешко да стигнеме до тука, а како да се обидувате да споите два ластика и да ги заврзете и стално едниот се испушта, и од двај успеавме тоа да го направиме. Ние бранејќи го тоа што ни е најважно, идентитетот, а тие, дистинкцијата, разграничувањето,
И мислам дека е, како што кажа вчера еден гостин од Берлин, имавме заедно панел, веројатно најуспешната дипломатска приказна оваа година во Европа. Две земји реши едно многу тешко прашање, што постои од нашата независност, меѓутоа вистинското помирување практично е датира уште од Балканските војни. Најголемата опозициона партија во државата се уште не се изјасни за референдумот, иако поединци најавуваат бојкот. ВМРО-ДПМН смета дека се работи за капитулантски договор и дека ќе нанесе трајни последици врз македонскиот идентитет. Тие се обидам да најдам малку пристојни, позитивни зборови. За мене ми е фрапантна неодговорноста за прашање кај што влогот е огромен, што нема врска со партии и нема врска со владата, со кој е градоначалник во Куманово, туку има врска со иднината на државата и ќе натангира сите нас, сите до еден граѓани на Република Македонија, на 20 и нешто дена пред референдумот да се нема став, а со години да се зборува и они го имаат тоа во програмата. На 295-та или не знам која страна велат за било какво решение околу прашањето на името треба да има референдум. Не е одговорно. Ние сме тука да кажеме што мислиме, зошто мислиме дека е нешто добро или нешто не е добро и да застанеме за тоа. Се разбира дека секој граѓанин ќе се одлучи сам со својата совест, со својот ум, гледајќи се во огледало, мислејќи на своите деца, мислејќи на својата личната иднина. Има еден малку е како Ној, малку е со главата во песок. Со тоа што ноевите кога ги пикаат главите во песок бараат храна. А ова е како криење од реалноста. Вие сте еден од потписниците на договорот. Изминатиот период за вас се слушнаа различни коментари од тоа дека за некого сте херој, за друг предавник. Како се чувствувате после се? Јас мислам дека нема по-патриотска должност за било кој што има задача да работи на крупните проблеми што ги имаме 30 години веќе. Ако има пречка што ве влече надолу, ако пливате, ако е тек, ако е нешто што толку ве... Ние последни влеговме во Обединети нации од сите бивши југословенски републики. Последни во ОПСЕ, последни во Советна Европа. Чекаме од 2008 требаше да бидеме членки на НАТО. Кога има нешто што ви ја влече назад и ви ја ранува државноста, како недовршена работа, нема патриотска должност да се соочите со тој проблем, да го решите на најдобар можен начин и со чист образ да излезете пред луѓето и да кажете ова е добра работа, еве зошто. Мене ми е, јас и за 30 години кога се свртам назад и тогаш ќе биде многу поочигледно. Може би пократок период, 5-10 години, ние сите ќе се чудиме зошто ова не го направивме и не го решивме 90-тите години. Зошто цела една генерација мораше да помине. И мислам дека од таа перспектива ова второво многу поретко ќе се употребува со моето име. Ова што нас не се случува, предавник на, јас тоа велам, предавник на што? На криминалот, на лажната одбрана, што ни изгуби пријатели, што им даде аргументи на силите во Грција што не сакаат ова да се затвори, како например политиката на антиквизација. Политичар може од спор да живее, да ги обвинува сите други, умеѓу време тоа да го користи за нешто друго. Видовме за што тоа се користило во 2015 година преку бомбите, преку прислушкуваните разговори, или може да реши па и да потроши политички капитал, бидејќи секогаш кога се решава тешко прашање има вакви. Ама за граѓаните да живеат подобро. И ние тоа го направивме, храбро решивме две прашања. Од 5 соседа, 2 европски земји имаме членки на Европската Унија, со двете имавме проблеми. Како ќе го отвориме патот напред ако не ги решиме тие проблеми? Прво со Бугарија, сега со Грција. По повод референдумот, Македонија денови веќе ја посетат неколку високи европски функционери, меѓу кои и германската канцеларка Ангела Меркел. Ќе имаме генералниот секретар на НАТО Столтенберг,
Мојот колега ќе дојде од Луксембург, Жан, што многу ни помогна во формулирањето на заклучоците на Европскиот совет, прво во Луксембург, па во Брисел во јуни. Канцеларот Курц, Австрија, актуелното председателство на Европската Унија, и канцеларката Меркел, која што практично не доаѓа на преминување. Ние го имавме Шредер многу одамна, меѓутоа беше на поминување повеќе, доаѓа да не посети, практично е прва посета на канцелар на Германија. Сето ова е знак колку е голем влогот. Овие луѓе не би дошле ние да имавме избори. Па да речат ние сме на оваа страна против оваа страна. Овие луѓе доаѓаат бидејќи влогот е толку голем што има реперкусии врз нивните интереси. Прво врз целиот Балкан. Многу е важно Македонија да се исправи и да почне да се движи напред, ама и за нив е важно, бидејќи Балканот е регион што е опкружен со земји членки. И практично нивната порака е на охрабрување и на поддршка и на укажување дека што се отвори вратата, таму се и понатаму да не поддржуваат. За крај, верувате ли во референдумот и што доколку не успее? Мислам дека заради влогот, од тоа што го чувствувам кога се гледам со граѓаните, ова ми е втора посета, бев во Тетово, денеска сум во Куманово, анкети некои имам видено, дел се објавени, дел не се објавени. Тоа што најмногу ме убедува исто така е нашата традиција на крупни историски раскрсници да бидеме мудри како народ. И мислам дека тоа ќе биде еден успешен ден кога Македонија ќе избере иднината и интеграциите, а не враќањето назад и изолацијата. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам вам на времето.